Добро вечер. Ова е ново издание на емисијата за македонските работи. Вечерва продолжувам со темата за Гоце Делчев. Не е случајно, бидејќи ова 2024 година се одбележуваат 152 години од неговото раѓање и 131 година од неговото погибие. Но со оглед дека македонската историја го има како врвен лик во својата градба, структура, но и во својата содржина името на Гоце Делчев, јас намерно ја посветувам и оваа епизода на овој македонски и деец, и лик, но и херој, кој што секако го имаме и во еден од рефрените на македонската химна. Во оваа манифестација на македонската желба за слободен живот, слободна држава, слободно изразување на мајчин македонски јазик, темата Гоце Делчев вечерва ќе ја обработам повторно со мојата колешка, историчарката доктор Јасмина Дамјановска. Јасмина, добро вечер. Добро вечер. Не случајно си мој повторен гостин, со оглед дека институцијата од каде што доаѓаш, Државниот архив, е институција која што треба да се грижи, но и да го чува нашето архивско наследство. Ние не би биле соодветни историчари, научници и истражувачи, доколку нашите действија, постапки истражувачки не би ги темелеле на она што го има Државниот архив. Фактички тоа и не прави примарната документација да бидеме истражувачи како што треба. Вечерва се определивме да разгледаме аспект на животот на Гоце Делчев од призмата на неговото семејство, од призмата на некои медиумски представувања за него, со тоа што Гоце Делчев загинува прилично млад, 903 година, дури и пред востанието. Меѓутоа, тоа е инспирација за наредните генерации македонци кои што ја водат не само револуционерната, туку и националната ослободителна борба. Ајде да почнеме како се наоѓаат моштите на Гоце Делчев во најпрвин во просториите на Илинденската организација 1923 година. Јас најнапред, пред да почнеме со тоа прашање и одговори, би сакала само да напоменам дека токму заради оваа архивска документација ние можеме и да ги проследуваме овие јубилеи и одбележувања. Доколку и тие не би постоеле, не би имале информации, ниту пак би можеле да ги представиме медиумски, а и тоа е целта, да представиме она што имаме, што е зачувано, а благодарение на сите оние повици на архивот, заложби и така натаму, кои што траат со децении, веќе повеќе од 7 децении. Архивот го прави тоа за собирање на целокупната документација од институциите, меѓутоа и од поединци, односно личните архиви, семејните архиви и така натаму. Па токму и благодарение на тие семејни архиви ние можеме да го представиме и самиот Гоце Делчев. Спомнавте дека тоа се луѓе кои што односно кои ставиле голем белег низ историјата, па се провлекуваат многу настани поврзани со неговото име, се остава белег низ многуте војни, меѓутоа тој е основата неговото име, неговите заложби, мисли така натаму и на создавањето на македонската држава, донесувањето на сите оние резолуции, првите устави, правилници на асном темелот на антифашистичкото собрание на Македонија, президиумот, па Народното собрание и така натаму, се темели врз она што овие илинденци го постигна од тој временски период, а и порано, па се до денес. За во однос на моштите на Гоце,
Сочувани се благодарение на неговиот соборац Михаил Чаков, кој што 3 години по смртта на Гоце Делчев во 1906 година ги откопува и тогаш ги собира моштите од главата, нозете и рацете, затоа што трупот се уште не бил распаднат и после 3 години од смртта. Во ковчеже сместени ги дава на тогашниот црковен клисар Никола Мутавчиев, кој што во 1908 година повторно прави ископување и ги превзема коските од трупот и кај него се, односно во склопот на олтарот на црквата и покрај тоа што таа доживува неколку палења во текот на Балканските и Првата светска војна, неколку опожарувања, олтарот и ковчежето не биле оштетени. Ги чува до 1917 година, кога повторно ги предава на Михаил Чаков. Михаил Чаков во својата куќа ги чува се до 1923 година, моментот кога се формира Илинденската организација и на самиот ден на формирањето тие се изложени, односно предадени во домот на просториите на Илинденската организација 2 август 1923 година со согласност и на семејството, соилјадници, поклоненици на тие на моштите биле сместени во ковчеже од ореово дрво, кое што имало крушковидна форма и костурска глава со вкрстени коски, на кои што имало и метален надпис дека овие мошти се завет на идните поколенија македонски да ги пренесат во престолнината на слободна Македонија. За ова и тогаш беше снимен и филм од Арсени Јовков и Георги Занков за насловен како Македонија, токму за преносот на моштата и ова целокупниот тој пат до Софија. Ние од вашата изложба што ја подготвивте по повод 150 години од раѓањето на Гоце Делчев, имаме материјал кој што го покажува патот на моштите. Еве, веќе го имаме приказот. Да. Овде имаме... Само да прочитам дека ги заколнуваме поколенијата светите мошти да бидат, значи, пренесени во слободната македонска држава. Најнапред имаме една шифрирана... за убиството на Гоце Делчев преска спомнав. Во склопот на архивските документи може да се најдат и многу известувања токму за неговата смрт од страна на турската власт и од тогашните конзули, пред се француските и српските конзули, руските конзули, кои масовно известувале за судирот во Баница и за смртта на Гоце Делчев. Ние дури имаме објавено и едно издание за турски документи за убиството на Гоце Делчев. Овде голема улога има фондот Йилдис, односно сите оние документи кои што се носат од истанбулските архиви. Ние имаме една широка сестрана соработка со нив, кои што ни овозможува да добиеме фотокопии од сите тие фондови кои што тие ги имаат во своите депоа, се однесуваат на периодот на турската власт во Македонија. Тоа се, значи, турски документи за смртта на Гоце Делчев и тоа од 5 мај гледам дека е 1903, веднаш после судирот и смртта на Гоце Делчев, веднаш се известува за судирот и убиството на самиот Гоце Делчев. И ова е извештајот на францускиот конзул во Солун, кој што исто така дава сведоштво за неговото загинување. Тој е конзулот Дел Касе до својот министер за надворешни работи за судирот кој што се случил во селото Баница, Сереско, и за неговото убиство. Неговата телеграма е од 13 мај 1903 година. Непосредно веднаш потоа тие даваат известување и навистина се во голем број.
Така. Фондот Јилдис располага со многу материјали и дава Да, основа за среќа истражување, нашиот архив и турските архиви имаат одлична соработка, која што сметам дека треба и многу повеќе да биде користена, одошто во овој капацитет сега што е. И ние имаме, се разбира, меѓутоа повеќе таа се однесува нели на онаа лична документација која што тука е зачувана и непосредно предадена после 46-та година. Најголем дел од населението предавало документи на турски јазик, односно на османо-турски јазик, а се однесува на целокупната онаа документација за својот имот, тапи и така натаму, меѓутоа градби, меѓутоа се одлична основа нели за истражување и заклучоци за таа власт во тој временски период. И самите турски архиви кај нас спроведуваат целосни истражувања, скенирање на таа документација, за да може пак нивните фондови да бидат надополнувани со она што кај нас го има. Така. На слайдот кој што треба сега да ни биде прикажен, го гледаме, значи, гробот на Делчев во селото Баница. Верувам дека тука има дел од семејството. Од семејството, да, сестрите негови се присутни. Да. Селото Баница нели е многу пати опожарувано, меѓутоа денес е целосно нели раселено, меѓутоа обележјето постои на Гоце Делчев, а според и некои верување се вели, јас во претходната емисија кажав дека искупувањето на моштите на Гоце Делчев се вршело во 2 наврати. Меѓутоа, според семејството, коските од трупот се останати за секогаш во Баница, затоа што тие по направениот увид кога беа предадени на Илинденската организација, забележале дека се само оние од првото искупување, дека второ искупување воопшто и не се случило. Не се случило, да. Ако може да одиме сега на следниот слайд. Сега веќе ова се делови од она што го спомнавме, Илинденска организација. Ете го она, вие што го опишавте како изгледа поклонувањето на моштите на Гоце Делчев и орнаментите, сакав да спомнам. Да, саркофагот во кој што нели или ова ковчежето каде што биле нели ставени моштите на Гоце Делчев. Да, како се пренесува, ете гледаме, значи оди исто така од Асеновград во Софија. Да. И во Софија се во оваа институција, односно во рамките на Илинденската организација се до 1946 година. Така, сега следниот слайд ќе се префрлиме на годината која што ни е потребна. Да видиме, 1946. Во рамките на фондот на писмата на Гоце Делчев имаме и 10 преписки, односно официјални нели документи кои што се однесуваат и на кореспонденцијата помеѓу македонските и бугарските институции за околу преносот на моштите, односно по добивањето на дозволата, како тоа ќе се организира. Тоа било навистина на многу големо високо ниво, затоа што тука била вклучена и југословенската армија, огромна делегација која што заминува во Бугарија, меѓутоа по согласност и од семејството. Значи, сестрите на Гоце Делчев ја даваат таа согласност, откако Илинденската организација бара од нив дали дозвола, дали може нели да се пренесат во Скопје. Так. Преносот на моштите се вршел неколку дена, затоа што македонската делегација пеш ги пренесува коските во периодот од 7 до 10 октомври. Искористен е денот на востанието нели како можност за официјално пренесување и до денес нели тие се наоѓаат во црквата Свети Спас, меѓутоа не во саркофагот во кој што беа пренесувани, туку нели во оној Да, овдека гледаме еден дел од известувањето на Нова Македонија. Да. 11 октомври 1946 година. Ете, побуда за лингвистите за анализа на јазикот, значи. Но, како што спомнати, дека тогаш и армијата е вклучена во пренесувањето на
моштите. Тие пеш ги пренесуваат, нели поминуваат низ многу нели градови во Пиринска Македонија и денешната територија на Македонија, така што во секој еден град нели му се оддавало почити, илјадници луѓе излегувале за да ја оддадат таа почит. Забележувам дека во написов на Нова Македонија има и поздравни телеграми по тој повод. И информација дека земните останки на Гоце Делчев положени во дворот на историскиот паметник црквата Свети Спас. Која и денеска нели ја има таа улога, затоа што тука се уште се наоѓаат. Саркофагот се уште е дел од конзерваторскиот центар, односно спомен собата која што е посветена на нашиот великан. Да, може на следниот слайд добра состојба, да го видиме и тој саркофаг. И знам, ми спомнавте дека е изработен од Нестор Алексовски. Мирчевски, да. Мирчевски. Тоа е позната нели копатничарска мијачка фамилија од Дебарското село Осој, кој што успева со неговиот син да го изработи за 21 ден. Одобрувањето одело многу брзо, така да и изработката на саркофагот требало да се случи многу брзо. А цртежот кој што претходно бил потребен да се направи, го изработил за само 2 дена. Така да успеал во саркофагот да ги вметне сите они елементи кои што ја изразуваат македонштината, односно она за што нели се бореше Гоце Делчев и конечно успеа да се најде нели во слободна и независна Македонија во престолнината, она што еве го гледаме на претходниот се гледа дека едно врвно резбарско копаничарско дело. Да. И е потребна голема умешност нели да се направи, и трпение и време да се посвети, тоа според раскажувањето, она што ние го имаме како податок, не било нели воопшто едноставно, ниту пак проблем да се направи сето тоа, затоа што сепак се работело за моштите нели на Гоце Делчев. Со оглед дека самиот копаничар е врвен мајстор кој што бил познат и во европски рамки, а не случаен човек од македонското поднебје. Понатаму одиме на следниот слайд. Имаме апел од акциониот комитет на Илинденската организација за пренесување на моштите на Гоце Делчев до македонската емиграција и софиското граѓанство за учество во активностите предвидени со програмата од 6 до 8 октомври 46. Да. Практично се било подготвено нели за тој пренос на највисоко ниво и постоела програма секојдневна што треба и каде треба да се биде, за да може како треба да се чува, која делегација ќе се оди, кои членови ќе бидат дел од таа делегација, за да може нели да се спроведе успешно тој процес на преносот на моштите. И сега одиме на следниот слайд. Овдека е председателот на Југословенската држава Јосип Броз Тито со сопругата и својот кор, кои што доаѓаат во Скопје, во главниот град на слободната македонска држава, да оддадат почит на македонскиот борец за слобода и човечки правдини, што би рекол Александар Караѓуле. Ние имаме многу фотографии кои што се однесуваат нели на почита на Гоце Делчев, изразот на почита, меѓутоа издвоивме овде само да се види дека и највисоките представници се поклонуваат. И денеска нема нели делегација која што доаѓа, а не се поклонува пред секако неговите мошти. Сега одиме на следниот слайд. Вие ни донесовте интересни податоци околу оставнината на потомците на Гоце Делчев, со оглед дека Гоце Делчев има познато и многу бројно семејство. Станува збор на фотографијата е Лика Чопова. Тоа е негова внука од сестра. Да, од сестрата Руша, да. Сега мене ми е многу интересно ова што е во средината, напишано со рака, во една ракописна верзија. Ако може само малку позумирано да ни го даде режијата. И ова е
делови кои што се однесуваат на лика, но не ќе се вратиме малку подоцна, туку во оној дел кај што пишува овој дел. Јасминка, овде имаме податоци за сите членови. За сите членови на семејството, да. Практично Велика Чопова зачувала на вистина значаен материјал за семејството Делчеви и кај нас во архивот предадени се во 1984 година. Сето она што го собирала таа е сместено во 8 архивски кутии и се проследува не само биографскиот дел, туку и самата почит, затоа што таа била дел од речиси сите организации посветени во името и за името на Гоце Делчев. Ке ми дозволиш, извини што те прекинав, но би сакала да ги прочитаме податоците, ке ми дозволиш да ги прочитам? Да. Во насловот стои семејство Делчеви и како прв е запишан Никола Димитров Делчев, тој е таткото на Гоце Делчев, и од страната е напишано дека живеел 76 години, а дека е роден во 1844 година во градот Кукуш, Македонија, а починал 1920 година во Горна Џумаја, односно денешен Благоевград. Значи, таа ни дава податоци дека таткото на Гоце Делчев поприлично го надживеал својот син. Понатаму следи мајката на Гоце Делчев, Султана Јанева Делчева, која што живеела 57 години, и сега ја дознаваме и годината на незиното раѓање, 1850 година, родена во Мурарци, тоа е Кукушко село, а дека е почината 907 година во градот Кукуш, односно 4 години по смртта на својот син. И не е тоа случајно, бидејќи податоците сега што ќе ги прочитаме ќе ни кажат зошто е тоа така. Понатаму е годините на живот на неговата сестра Руша Делчева Чопова, која што живеела 77 години, родена во Кукуш, а почината во Софија во 1945 година. Понатаму е неговата сестра Цоца Делчева, која што живеела одвај 20 години и починала 1890 година, а била 2 години постара од Гоце. После незе се раѓа Гоце Делчев, кој што за жал починува на 31 година, роден е во 1872 година во Кукуш, а убиен е во 1903 година во селото Баница Серско, така забележала неговата внука. Понатаму следи неговата сестра Тина, 2 години после неговото раѓање и живеела 81 година, родена во Кукуш, а починала во 1955 година во Софија. И потоа следи Велика Делчева Станишева, тоа е оваа жена која што ни ги остава податоците. Оваа внука на Гоце живее 86 години, родена е во Кукуш, а починала во 1962 година, село Књажево, Софиско. И да ги спомнеме другите членови од семејството. Мицо Делчев, тоа е помладиот брат на Гоце Делчев, кој што живее 22 години и загинува пред Гоце Делчев, поточно на 4 февруари во истиот датум кога и Гоце Делчев е убиен, 1901 година во селото Бајалци, Гевгелиско. Понатаму следи неговата сестра Елена, која што живее 80 години и починала во 1961 година во Софија. Потоа следи неговиот помлад брат Милан Делчев, кој исто така загинува многу млад, на 20 години, односно е убиен на 12 јуни 1903 година во Кукушката околија, односно селото Неманци, односно еден месец после погибието на Гоце,
И понатаму следи и Христо Делчев, помлад брат на Гоце исто така, роден 1885 година во Кукуш, а починал во 1927 година на свој 42 години. Да. Не е случајно зашто султана починала, тоа е мајчина грижа и болка да незините 3 сина загинат во периодот на 901 и 903 година. Она што го дознаваме за ова семејство, дека врз основа на потпишаните договори за размена на населението меѓу Република Турција и Кралството Грција и за размена на населението, еден дел од населението се премостува во Турција, а исто така имаме договори меѓу Бугарија и Грција, каде што добар дел од македонското население, особено од Кукушкиот, но и од Егејскиот дел на Македонија се преселува во Пиринскиот дел на Македонија, односно царството Бугарија тогаш, и еден помал дел во кралството на србите, хрватите и словенците, односно кралството Југославија во денешна македонска територија. И сега може да го вратиме слайдот повторно. И на овој слайд имаме еден дел каде што внуката на Гоце Делчев ни дава податоци за таткото на Гоце. Да. Јас би ја замолила само режијата малку да го зумира овој документ, за да прочитаме малку за таткото на Гоце. Тоа е документот во средина во долниот дел. Јас кога ги гледав, ова е за Лика, за Велика, овој документ. Точно тој е документов. Само ќе го прочитам оној делот каде што може малку позумирано, одлично е. Пишува: Никола Делчев е висок, строен, високо плеќаст. Сега јас ќе се обидам на македонски. Со големи кафеави очи, засукани мустаци, на главата носи црвен фес со пискул, тоа е она врвца која што го има фесот, која што допира до неговите рамења. И на појасот има тенок нож од сребро изработен. И овој дел ни го опишува како доста својствен и силен човек, кој што потекнува од граѓанската класа на градот Кукуш. И кажува како семејството живеело, но и се грижало за посиромашните кога имало определени народни празници и верски празници. Иначе бил пеливан, колку што разбрав од кажувањето на внуката. Сакам ова да го истакнам дека ова го има во изложбата, во материјалите кои што вие ги подготвивте и кој што сака да го прочита овој дел може во секое време. Сепак има сеќавање и за останатите членови на семејството, затоа што како директен наследник имала можност да биде дел од настаните и да ги забележи. И благодарение на незините незината цел да остави сведоштво, ние можеме многу работи да прочитаме и да презентираме и да истражуваме. Да. Интересно е колку ни дава податоци од семејната историја, што значи тука имаме веќе
убав извор за оние кои што би се занимавале со социјалната историја на секојдневието или пак антропологијата. Сега имаме еден друг слайд кој што ќе го проанализираме. Сега овдека го имаме споменикот на Гоце Делчев во Скопје и неговата внука која што е дел од сите, како што кажав претходно, дел од сите случувања кои што се во името и за името на Гоце Делчев, постојано додека е жива, учествува на сите одбележувања и пропратени се, односно има зачувано целокупната своја фотографска документација која што се наоѓа како дел од незиниот фонд овде. Да, таа е веќе во Свети Спас на оваа слика. Исто така на левата слика таа е во селото Подгорци Струшко во 1900. Нема град каде што не практично се одржувале секаде настани од културен, спортски, образовен карактер, а на кои таа била присутна затоа што редовно и била поканувана да биде дел. Да. Ова сакам да кажам дека македонската држава во претходниот период знаела како да одаде почит, но и почест кон луѓето кои што биле дел од историјата на македонскиот народ. Сега, ако може следниот слайд да го видиме, кој што исто така, значи, е дел од вашата поставка. И е многу интересен, и ние за ова разговаравме. Може и една позумирана форма да ни дадете. Така. Ова е за Асном, или како што носи наслов вториот Илинден. Да. И јас би сакала ова да го прочитам. Бидејќи ние разговаравме нели за поврзувањето на револуционерната борба од една генерација на друга, од еден период на друг. И овде е запишано. Денеска на вториот славен Илинден, последен Илинден на неослободена Македонија, се поставуваат темелите на македонската држава, со која се обедини и заживеа нашиот народ онаков среќен живот, каков го заслужува по сите претрпени робски маки и 5 вековни борби. Ова е дел од говорот на Панко Брашнаров, современик и соборец на Гоце Делчев, при неговото обраќање на првото заседание на Асном. Попрактично и целта на самата изложба беше токму да се поврза сите аспекти нели од текот и делото на Гоце Делчев, каде се може да се види, како може да се види, во кое својство може да се види, каква трага оставил, нели, затоа што не само нели Илинденската организација, Илинденското востание, туку и темелите на државата практично се нели основаат на она за кое тој што се заложувал во текот на својот живот. Затоа и првите нели манифести донесени се практично врз Илинденското востание и секаде низ целата документација преовладува ова спомнувањето на сите тие плејада, имиња на плејада од револуционери. Да, не е случајно спомнувањето на Гоце Делчев, ниту во манифестот, ниту, како што кажавме и претходно, дека неговото име и го има како име на одреди, чети и така натаму. И не случајно е во самата химна. Фактички... Меѓутоа подоцна, нели, некоја година подоцна и ова од улици, од организации, од фабрики, стопански нели организации, културни организации, сите тие и до денес нели го носат. Нема град каде што мислам дека нема именувано нешто во името на Гоце Делчев. Дури и градот Царево село, денешниот Делчево,
е така да. именуван. Сега одиме на следниот слайд. Имавме за повторно ги имаме досиејата, илинденските сведоштва. Да, тие беа прикажани затоа што нели после 1946 година практично државата почнува да се одолжува на илинденците и ја продолжува онаа традиција од 1943 кога за прв пат тие ја добија илинденската пензија. А сега да. Јас се извинувам, Јасмина сега ме потсети ова што го прочитав. Едно од важните одлуки на АСНОМ, кое што со државнотворни карактеристики, е решението на АСНОМ за прогласување на Илинден за национален македонски празник. Да. Тоа значи дека овој празник е празник и за македонците во Македонија, но и за сите македонци кои што се надвор од Македонија. Да. Што е значајна одлука. Па целокупната наша емиграција, нели, до денес тоа го практикува и ние имаме навистина од македонската миграција од секаде во светот документи кои што го потврдуваат сето тоа и независно тоа каде се наоѓаат и до денес ни ги доставуваат тие документи. Имаме превземена документација и од Австралија и од Америка, весници низ кои што се проследува. Ова е таа државнотворна одлука, да. подпишана од председателот на президиумот Методија Андоновченто и секретарот Љупчо Арсов. Сега имаме следен слайд кој што сакам исто така да го искоментираме. Ова е од она што се случувало на Прохор Пчински 1944 година. Ги имаме и делегатите тука. Салата во која се одржува првото заседание. И каде што се донесени низа државнотворни одлуки. Сега може и режијата да ни даде и друг овој слайд. Ние преска на почетокот од емисијата го видовме овој слайд, меѓутоа не е лошо уште еднаш да го анализираме. Овде гледам дел од илинденското досие на Ваца Алтова, мислам дека од Радовиш, која што во своето обраќање до Народното собрание истакнува дека учествувала во револуционерните борби уште од времето на востанието 903 година и дека со незиниот покоен маж Коце биле дел од тогашната организација и прибирале доста пати организатори и идеалисти на Гоцевата организација. Да. Во емисијата која што имавме нели по повод раѓањето на Гоце Делчев, јас споменав, ако се сеќаваат нели гледачите, дека во рамките на архивот се наоѓа фондот за одбор за доделување за илинденски пензии со гранични години 1946-1956 година. И во тој период доделувани се тие илинденски пензии, благодарение на кои ние пак имаме зачувано повеќе од 3500 нивни досиеја, каде што... А ние пак можеме да правиме реконструкција на она што нас не интересира. Сега следниот слайд. Илинденската организација во целост нели се проследува. Така. Овдека гледаме еден соборец на Гоце Делчев. Тоа е... Коста Дабижа беше тој, Дабижа. Сега одиме понатаму. На следниот слайд. Овој веќе го напуштаме и одиме на следниот слайд за Македониумот.
И она што беше за нас интересно и како сакавме нели да го прикажеме е тоа што неизбежно нели е името на Гоце Делчев дел од најпрепознатливиот нели споменик на државата Македониумот, благодарение на Јордан Грабуловски Грабул, документација која што кај нас во архивот е предадена во 1991 година и целосно може да се проследи еве реконструкцијата на Македониумот, меѓутоа и сите оние имиња забележени меѓу кои стои името на Гоце Делчев. Да, гледам дека имате ставено информации, дека меѓу бројните лични фондови, ова што го спомнавте вие, е и фондот на академскиот скулптор Јордан Грабуловски под број 1066 и во кој во целост е зачувана меморијата за изградбата на споменикот на народно-ослободителната борба и на Илинденското востание или Македониумот во Крушево. Меѓутоа, само не само на Македониумот, туку овде има и документација за останатите, нели? Да, еве интересно ова е решението на извршниот совет. Да, за изградба на споменикот на нов и на Илинденското востание во Крушево. Меѓутоа, тој има документација зачувано и за сите оние други споменични обележја кои што се однесуваат не само на дејци од Илинденското востание, туку и од народно-ослободителната борба. И речи се и да немало град каде што не бил дел од изработка на некое дело, на некој споменик. Да, гледам овдека и Кочо Рацин е набележан, Никола Вапцаров, Орце Николов, Кузман Јосифовски Питу и така натаму. Сега да одиме на следниот приказ, на следниот слайд, кој што исто така ќе го искоментираме. Она што представува информација и е забележено во дневниот вестник Нова Македонија. Да, па од првиот број, па се понатаму низ годините, ова нема број каде што не било пишувано за револуционерното движење. На тој начин ова ние ја проследуваме ова упорноста нели на нашиот народ да ја реконструира меморијата, да ја зачува и да ја пренесе на младите поколенија, да ја прераскаже, затоа што овде имаме сведоштва за се она што во тој временски период се случува. Целиот развој на востанието, учеството на илинденците, самите војводи, улогата, нивната улога, пред се улогата на Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров и многу други, сеќавање на илинденци представени се. Така да нема број во кој што не сретнавме некое искажување. Јас себе овде забележувам дека имаме спомен од Никола Томалевски, кој што датира од 2, односно 3 август 1945 година и стои информацијата последен ден на Републиката од манифестот 1903 година, првиот митинг на одредот Даме Груев во село Смилево на Илинден 1942 година. Овдека се спомнува дел од манифестот, од востанието. Практично има 2 настани представено, така да. Така, сега да... Секој повод, секој можен повод бил искористуван за пишување, меѓутоа и не требало да има повод за да тоа биле серијали кои што се пишувале за апсолутно за револуционерното движење, за народно-ослободителната борба. Сега имаме слайд кој што би сакала исто така да го искоментираме. Овдека е даден Никола Карев. Никола Карев за востанието,
како организатор, да, идеолог на Илинденското востание во Крушевско. Она што претходно го кажував, дека Весникот Македонија ја чува меморијата и е целосно зачуван. Сите броеви од првиот број зачувани се, нели, овие сведоштва на Весникот Македонија за ова револуционерно движење. Дури имаме стихотворба напишана од Васил Куновски. Јас во мое време, кога бев дете, мојата првична наобразба во македонскиот јазик беа преку делата на Васил Куновски, Видое Подгорец, Стојан Тарапуза. При едно истражување сега се сетив дека штета што не успеав тоа да го препратам за да се прикаже. Пронајдовме една песна на влашки јазик, напишана непосредно по востанието, односно со датум 20 август 1903 година, Плачот на крушевчани. Потписник е Н. Лози, авторот на песната, и нашите архивисти ја имаат преведено, нели, од влашки на македонски јазик, и токму е тој плач од Бахтијар Паша и така натаму да е прикажан во песната. И тоа беше една многу трогателна, еден многу трогателен момент кога ја читавме песната, беше подзаборавена во некој од фондовите. Интересно. И затоа еве името на Гоце не е на едно место во архивската документација, туку е распленато низ многу фондови, И нема, кога некој би дошол и би побарал, нели, фонд Гоце Делчев, ние немаме таков фонд, туку мора да се истражува и не се знае каде ќе се најде. Така и оваа песна успеавме да ја пронајдеме, истражувајќи за едно прашање, ние дојдовме до интересна работа. Мислам дека еден од последните слайдови е интересен затоа што станува збор за чичкото на Гоце Делчев. Фактички, ова е оставнина од потомците на Гоце Делчев. Кога ја подготвувавме изложбата, случајно прочитав еден напис за академскиот вајар од Гевгелија, правнукот на Гоце Делчев, Јордан Јанев, од неговиот чичко, брат на Никола. Ѓорги Делчев. Тие живеат денес, нели, во Гевгелија, и господинот е еден колекционер на вистина на значајно богатство. Успеа да ни долови она домашна, да речем, она домашно богатство од накид кој што го имаат, зачувано од Кукуш, донесено овде. Тој е потомок од братучетка на Гоце Делчев, Анета, и која ова потекнува исто од семејството до Курчеви, односно таа е познато Велешко. Ега на сликата лево, Анета Делчева, таа е ќерка на Ѓорги, стрико на Гоце. И прва братучетка, фактички Гоце и чичко му имаат исто име и презиме. Убава млада жена. А над неја имаме дрвен крст, донесен од Кукуш. Крст бројаница имаше, која што исто таква поседувал, нели, Гоце Делчев. Тоа е семено наследство кое што семејството го чува на вистина, и ова представува за нив огромно богатство, затоа што се донесени токму од тој временски период. Како трговец, Ѓорги се преселува во Гевгелија и таму тргува и основа семејство со неговата жена Кита, која па потекнува од Велешкото семејство до Курчеве, кој исто така познато револуционерно семејство, и таму, нели, го основаат своето семејство кое е повторно имаме врската на до Курчеви и на Делчеви. Ете, Гоце го имаме. Ќе ми дозволи само овој горниот дел да го прочитам. Сте забележале дека станува збор за обемен фотографски и документарен материјал за фамилијата Делчеви, кој ги поседува Јордан Јанев, академски вајар од Гевгелија, потомок на Гоце Делчев од фамилијата на неговиот чичко Ѓорги Делчев, брат на неговиот татко, кој по балканските војни доаѓа да живее во Гевгелија. Материјалите се наследени од Анета и Марија,
првите братучетки на Гоце Делчев, Анета ја гледаме на левиот агол, а Марија ја имаме на дното од фотографијата, а десно ја гледаме Анета Димова Докурчева со сопругот Јордан Докурчев. Така, неговиот брат Владо и керките. Тоа е исто така, значи, интересна една семејна приказна, која што не завршува со погибието на Гоце Делчев. Да. И сега да замолиме уште еден слајд да видиме, еден дел, дали имаме повеќе, немаме, тогаш да го погледнеме долниот дел на овој слајд. Ги гледаме младата господа, браќата Јордан од лево и Андреја Димов Докурчев, кои што се млади луѓе, но Андреја, да спомнеме дека е горноџумајски војвода и соработник на Гоце Делчев. Да. Еден фин господин. Гледам напис дека е Тесалоники, дека ова е направено во Солун. Фотографија, што значи дека нашите млади луѓе покрај она револуционерна приказна која што имаат во својот живот, имаат и една фина градска приказна која што можеме да ја проследиме и со овие фотографии, кои што вие ги имате во Државниот архив. И да споменеме дека Анета, првата братучетка на Гоце, има керки кои што се крстени Невена и Катерина. Катерина, да. Јордан Јанев е од фамилијата на Катерина. И јас да искористам можност да им се заблагодарам за соработката, затоа што никогаш не би ги виделе оние предмети кои што тие ги поседуваат, се дел од самото семејство Делчеви, донесени и зачувани кај нас овде. Во тој временски период јас би сакала да спомнам и соработка со уште едно семејство Гошеви, исто така од Гевгилија, семејството на Лазар Гошев, кој што бил професор по историја и за документационото оделение на Институтот за национална историја правил теренски истражувања повеќе од 20 години. Ги собирал сите оние сведоштва од преживеаните постари учесници, директни учесници во настаните, и успеал да забележи многу сеќавања и за Гоце Делчев. Истите тие во копирана форма и не ги предаде, затоа што тој на лице место ги снимал со магнетофонски ленти, а потоа и специјално купени за таа намена, и тоа го правил од само иницијативно. Ова после учителската дејност заминувал на терен и работел. Најголем дел од тие сведоштва се однесуваат и на сведоштва за Гоце Делчев и се навистина многу интересни кога се читаат, затоа што го опишуваат како човек меѓу луѓето. Спомнавме во претходната емисија дека се преоблекувал односно бил представен како човек од различни професии, за да може да преминува преку турската власт, да пренесува оружје, да пренесува весници и така натаму. Па сите тие згоди и незгоди негови се опишани во тие сеќавања. Тој ентузијазам на овој човек остави еден забележителен материјал за нас и семејството се надевам дека ќе најде можност да го објави тој материјал, кој што бил предаден на Блаже Ристовски за преглед, и се надевам, меѓутоа се случува неговата смрт, така да се надевам дека ќе успеат да го добијат материјалот назад и да го објават, затоа што тоа е повеќе годишна, децениска негова работа. Да. Од се ова, јас сепак би истакнала дека архивската граѓа која што се наоѓа во Државниот архив представува навистина непресушен извор за сите истражувачи, а особено истражувачите на
револуционерното минато на македонскиот народ, било од периодот на крајот на 19 век или текот на 20 век, бидејќи најголемиот дел од војните или вителот на војните не се случува во текот на 20 век. Кои се задачите во непосредна перспектива од страна на архивот во насока на презентирање на документацијата која што Архивот со години е присутен веќе во одбележување на сите настани, меѓутоа во овој период интензивно се вклучува и секогаш настојува да најде можност да излезе во пресрет на било кое јубилејно одбележување. Тоа и се става во нашите годишни програми и гледаме тоа да го реализираме, затоа што имаме навистина документација која секојдневно речисијано дополнуваме со документација од останатите архиви кои ја поседуваат и ни ја предаваат нашите истражувачи кои што ги праќаме со цел да ја пронедат меѓу нивните архивски фондови. Се сеќавам дека оваа година имавте исто така во Крушево. Да, имавме за 120 години одбележување на Илинденското востание. Понатаму го имавме Панко Брашнар, 140 години од неговото раѓање. Го имавме одбележано Холокаустот. Така. Понатаму го имавме одбележано земјотресот, Скопскиот земјотрес, 60 години од Скопскиот земјотрес, така да направивме речиси одбележувања на сите јубилеи со наша документација. Кога правиме одбележување, архивот се вклучува со своја сопствена документација, она што тој го поседува, да може да го прикаже. Така ќе биде и оваа година, пред се ќе се посветиме на народно-слободителната борба, кога се одбележуваат 80 години. Јас само сакам да најавиме дека една од емисиите ќе посветиме на најновото дело што го направивте точно врз основа на матична документација за евреите од градот Скопје кои што изучувале во посебните училишта и вие ги направивте списоците да бидат говорливи и да можат да се обратат кон публиката и да ја запознаеме и таа историја на еврејската заедница во Скопје. Да, архивот не само преку изложби, туку секогаш се вклучува и преку своји изданија. Има своја издавачка дејност која што годишно настојува да ја збогати со различни наслови и да излезе во пресрет на сите одбележувања. Јас ти благодарам за твоето учество и на крајот би сакала да завршам со она позната реченица на Гоце Делчев дека тој го разбира светот како поле за културен надпревар меѓу народите, која треба да ни биде патоводителка и која треба да ни укажува како треба да се однесуваме и во нашето живење, и во нашето однесување во сегашноста, но и во иднината. Така е, да. Ти благодарам многу за учеството. Благодарам и вас на поканата. Ние секако дека ќе се видиме и во некоја наскоро емитувана емисија. Драги гледачи, ви благодарам за вниманието. Добра ноќ.